Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов секој момент треба да се обрати до јавноста, затоа одиме во живо во Вила Воднос. Александар Спасовски. Александар, имаме ли информации за што се работи? Тино, се уште немам информации, тоа кабинетот на председателот Иванов го држи во тајност, меѓутоа единствената информација која што имаме е таа дека овде во Вилата Водно некаде околу 19 часот председателот на македонската држава Ѓорги Иванов треба да има обраќање до граѓаните, присутни се бројни новинарски екипи. Во овој момент можам да забележам дека протоколот на председателот веќе се подготвува, дека во секој момент тој треба да се појави овде на оваа говорница, од каде што, како што веќе кажав, треба да има обраќање до граѓаните. Можам да забележам дека председателот приоѓа кон говорницата, предлагам да се вклучиме во живо. Почитувани граѓани на Република Македонија, во изминатите денови имавте можност да ја следите дебатата во Собранието за предлогот на опозицијата за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија. Сето она што беше кажано од собраниската говорница ќе остане запишено како сведоштво за односот на пратениците кон сопствената држава и кон сопствените институции. Врз основа на тоа сведоштво, идните поколенија ќе знаат ни што се минувала демократијата во Македонија и како ова генерација политичари ја разбирале и ја практикувале политиката. Дел од тие сведоштва се помилувањата од претходните председатели, за кои воопшто не беше покренато прашање за нивната одговорност. Ниту пак се покрена кога ни наметнаа привремено име, кое се уште не прострира. Ниту пак за промената на државното знаме, уставот и територијалната поделба на државата. Никој не одговараше за атентатот на еден претходен председател и за неразјаснатите околности што доведоа до смрт на другиот председател. Наредните генерации ќе знаат дека во тоа време на власт биле истите оние кои денес го покренаа прашањето за мојата одговорност и кои го оспоруваат мојот легитимитет. Гласањето во Собранието заврши. Неоснованата иницијатива на опозицијата беше отфрлена. Затоа денес им се обраќам на граѓаните. Граѓаните двата ми дале довербата да бидам председател на Република Македонија. Почитувани граѓани, веќе подолго време предупредував за причините и последиците од кризата во која се наоѓаме. Активностите на паралелната мрежа и безбедностите пропусти во системот за следење на комуникации по втор пат во овие 15 години ја предизвикаа политичката криза. Под покровителство на меѓународниот фактор беше постигнат договор од пржина. Беше формирана техничка влада со представници од власта и од опозицијата. Беше формирано специјално јавно обвинителство, но наместо да се разреши, кризата се продлабочи. Изборите на 24 април беа одложени на барање на опозицијата. Изборите закажани за 5 јуни беа минирани бидејќи опозицијата се закани дека ќе ги спречи, а олеснувачите извршија притисок кај дел од партиите да се откажат од учество. Партиите и нивните поддржувачи ги користеа институциите како средство за меѓусебна пресметка. Во недостиг на време за водење на квалитетни истраги, специјалното обвинителство потврди. Постоеше висок ризик од потикнување насилни акти и предизвикување меѓумакедонски судир. Се активираа криминални мрежи, антивладини активисти и олеснувачи на движењето на мигрантите. Од ден во ден состојбата се усложнуваше. Договорот од пржино беше де факто мртов. Поради нарушениот систем на команда, безбедносните институции беа блокирани и паралелизирани. Постоеше висок ризик да не можат да одговорат на заканите со кои се соочувавме како држава. А закани имаше многу и од надвор и од внатре. На нашата јужна граница илјадници мигранти се обидуваа насилно да ја срушат заштитната ограда, да ја преплават територијата на нашата држава, за да го отворат балканскиот мигрантски коридор кон Европа. Армијата и полицијата спречија над 15.000 обиди за илегален премин на границата. На северната граница имаше упад од 40 члена вооружена насилно екстремна група. Ова група имаше за цел да изврши осветнички терористички акти за полициската акција од 9. мај 2015 година во Куманово.
Тогашниот министер за внатрешни работи од опозицијата е добро информиран за ова што го зборувам. Тој можел на претениците од опозицијата да им ги пренесе класифицираните информации за сите закани што ги имавме тие денови. Како членови на собраниските комисии за надзор и контрола, тие имат право да знаат. Но не е само тоа. Во изминатата година се случија десетина напади со оружје и експлозиви врз државни објекти, институции и една политичка партија. Постоеше и се уште постои висок ризик од заканата од странски терористички борци. Имаме 86 повратници од боиштата во Сирија и Ирак. Двајца од лидерите на политичките партии добиваа закани за атентат. Закани потврдени од партнерските служби. Настаните на јужната и северната граница, заканите од странски терористички борци, мобилизацијата на криминалните структури и антивладините активисти со намера да предизвикуваат насилство и узурпирање на објекти ги зголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија. Во услови на прогласена кризна состојба и на длабока политичка криза, кога имавме распуштено собрание и техничка влада со мандат ограничен само за спроведување на избори, кога имавме парализирани безбедностни институции со нарушен систем на команда и постојани директни закани по национална безбедност, специјалното јавно обвинителство вршеше селективен прогон кон само една политичка структура. Тоа водеше кон предизвикување на тензии во општеството со ризик за меѓуграѓански конфликт и насилства. Се што се случуваше упатуваше на тоа дека се сочуваме со туѓа наметната игра што има за цел дестабилизација на Македонија. Очекувам судската разрешница на предметот пуч да го даде одговорот. Сакам граѓаните да знаат дека бевме на чекор од отворен и насилен граѓански судир најавен од обвинетите во случајот пуч. Нешто мораше да се преземе за да се спречи најлошото. Во ваква сложена состојба, како претседател, на располагање имав два уставни и законски инструменти – реактивен и превентивен. Првата опција беше да действувам реактивно. Тоа подразбираше да стојам по страна и да чекам се додека состојбата во Македонија не ескалира. Тогаш морав да ја ангажирам армијата за смирување на состојбата. Но со тоа ќе ја оставев јужната граница незаштитена и отворена за илегална миграција. Тоа ќе беше сигнал за милиони потенцијални мигранти дека Балканскиот коридор е повторно отворен. Тогаш Македонија ќе беше преплавена со мигранти. Втората опција беше превентивна. Тоа подразбираше да наметнам нови правила на наметнатата игра со Македонија, да преземам контрола врз играта и да обезбедам предност за Македонија. Почитувани сограѓани, сакам да знаете дека целосно свестен за ризиците од носење на одлуки, влегов во наметнатата игра и ги употребив они инструменти со кои располагав. Затоа превентивно донесов одлука за помилување на сите кои на еден или друг начин се вклучени во политичката криза. Помилувањата беа инструмент со кој ги замрзнав сите непријателски намери меѓу спротивставените страни. Мојата одлука ги изненади сите и предизвика нервоза кај одредени центри на моќ. Гневот се насочи кон мене. Плановите за предизвикување конфликти беа растурени. Со тоа го превенирав загрозување на јавната безбедност. Но некои погрешно ги толкуваа моите намери. Во изминатите 2 месеци многумина упатија прашање до мене. Што сум мислел кога сум донел одлука за помилување? На ова прашање ќе одговорам со контрапрашање. Зарем требаше да бидам пасивен наблюдувач, додека се закануваше отворен судир меѓу двете спротивставени страни? Зарем требаше да чекам да падне крв на улиците, за да ја употребам армијата како втори инструмент во услови на веќе прогласена кризна состојба? Зарем требаше да дозволам македонец на македонец да дигне рака? Точно е дека трпам критики поради непопуларната одлука за помилување. Мојот личен углед беше доведен во прашање. Точно е дека во неколку наврати протестите стана и насилни. Но подобро е да бидат горени моите фотографии отколку институциите на државата.
Она што е за мене најважно е што не дојде до отворен меѓумакедонски суд кон кој турка некои жештени глави. Затоа сметам дека целта е постигната. Жештените глави се оладени, Македонија се уште безбедна, стабилна и мирна држава. Со други зборови, метната игра за стабилизација на Македонија не успеа. Драги сограѓани, во изминатите 2 месеци секојдневно бев мета на бројни обвинувања. Ме обвинува дека со одлуката сум покажал неодговорност. Напротив, јас целосно ја преземав одговорноста за мојата одлука. Слушам обвинувања дека одлуката поттикнала на протести и ги зголемила безбедностите ризици. Напротив, од разузнавачки извори навремено бев информиран дека овие протести биле однапред планирани и подготвувани. Мојата одлука само го забрзи нивното дејствување. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на припадниците на полицијата за нивниот професионален однос, бидејќи не подлегнаа на ниедна од мноштвото провокации на кои беа изложени. Сакам да им се заблагодарам на сите сограѓани за совесно однесување и неприфаќање на насилството кон кое постојано беа и се уште се повикувани. Сакам да им се заблагодарам на безбедностните служби кои навремено информираат за намерите за вршење на насилни акти. Штетата на туѓиот имот се пресметува во пари и алтернативни казни, но загрозувањето на јавната безбедност не се случи. Почитувани сограѓани, ме обвинуваат дека во годината кога одбележуваме 4 век независност со одлуката за помилување сум ја поништил правната држава. Правната држава ја нарушија оние кои поради недостаток на политичка култура и култура на диалог и компромис немаат добле своите недоразбирања да ги решаваат во институциите на државата. Правната држава ја нарушија лидерите на СДСМ и ДУИ, бидејќи уставниот поредок не им беше доволен да се сретнеме, да седнеме и да се договориме, туку трчаа во амбасадите на странските држави. Правната држава, сувереноста и независноста ги загрозија овие двајца неодговорни политички лидери кои придонесоа да го добиеме договорот од пржино и кои не се ни придржуваат кон тој договор. Ме обвинуваат дека сум го повредил уставот и дека сум дал амнестија што е во надлежност на собранието. Тие или не ја знаат разликата меѓу амнестијата што ја дава собранието и помилувањето што го дава претседателот, или ја знаат, но намерно шират конфузија меѓу граѓаните. Ме обвинуваат дека одлуката сум ја донел за да го поништам специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е институција формирана ад хок, со точно определена наменска цел, согласно договорот на политичките партии, од која се очекуваше со својата работа да биде во функција на решавањето на политичката криза, а не нејзино продлабочување. За жал, наместо инструмент за правда, специјалното јавно обвинителство се покажа како инструмент за уцена. Од сите милион фајлови кои кажуваат дека ги имаат, ги одбраа само оние кои се однесуваат на представниците на власта, односно на ВМРО ДПМН. Селективниот прогон на специјалното јавно обвинителство создаде мачна атмосфера во општеството. Јас и јавно прашав по која методологија се одбрани само тие случаи. Одговорот го даде лидерот на опозицијата Заев, кој изјави дека специјалното јавно обвинителство постапува исклучиво по пријави доставени од опозицијата. Значи, наместо специјално обвинителство добивме селективно обвинителство, кој е исклучиво во функција на опозицијата. Ме обвинуваа дека со помилувањата сум сакал да ги заштитам политичарите и дека сум пратил порака дека политичарите се недопирливи, дека се над правото и законот. За да ги отфрвам ваквите неосновани обвинувања, кога беа донесени измените на законот за помилување и кога беше создадена нова реалност, ги повлеков сите помилувања за политичарите. Денес, единствениот аболициран политичар во Република Македонија е господинот Зоран Заев. Доколку не блефира, го охрабрувам врз основа на законските измени да го одржи дадениот збор и да поднесе формално барање за повлекување на неговото помилување. Денови ви истакнува дека со повлекувањето на помилувањето сум признал дека сум направил погрешна проценка, дека сум го повредил уставот и законите. Напротив,
Одлуката за повлекување донесов затоа што за разлика од 12 април, денеска имаме нова реалност во Македонија. Вратена е првобитната состојба. Имаме функционални институции кои може да се справат со сите предизвици и закани со кои се соочува државата. Наместо техничка имаме политичка влада што може да носи одлуки и да предлага закони. Собранието повторно работи и носи закони, дури и водеше расправа за предлогот за импичмент на председателот. Договорот од Пршино е повторно заживеан. Работните групи на политичките партии разговараат за решенија за политичката криза и определување на датум за избори. Безбедностните служби се под една команда и едно старешинство. Почитувани сограѓани, во Македонија се води специјална војна како дел од стратегиите за предизвикување на тензии и воспоставување на постојани политички кризи со технички влади за неможност во спровањето со заканите и доведување во положба на починатост. Договорот меѓу лидерите се уште не е целосно исполнен. Парламентарните избори се уште не се спроведени. Во недостиг на политичка програма и решение за граѓаните, гледаме циркус во собранието, театар на улиците од оние кои не ги признаваат и ги бойкотираат институциите, повикуваат на безредие и безвластие. Никому не му е забрането да протестира, да го искаже своето незадоволство од власта. Никому не му е оспорено правото јавно да искаже свое мислење за кое било прашање во државата. Но институциите мора да воведат ред. Никаде не се толерира хулиганство, вандализам и уништување туѓ имот. Секаде тоа се санкционира и кај нас таквото насилство мора да престане. Затоа сакам да упатам порака до сите оние кои придонесоа кон оваа криза. Лидерите на партиите да внимаваат што договараат. Олеснувачите да внимаваат какви пакети предлагаат. Пратениците да внимаваат за какви закони гласаат. Автентичниот невладин сектор, кој со години конструктивно придонесува кон решавање на број проблеми во општеството, да се дистанцира од оние поединци и групи кои протестираат само за да профитираат. Ги повикувам партнерите да не ја користат состојбата за остварување своји интереси. Блокирањето на европската и евроатланската иднина придонесе кон блокирање на политичките процеси во Македонија. Затоа ги повикувам Европската Унија и НАТО да го деблокираат патот на Македонија. Процесот на преговори и затварање на поглавијата досега научеше политичките елити на културата на диалог и компромис. Сакам да ги потсетам политичките лидери што не ја признаваат институцијата председател на следното. Тие се должни да не ја загрозуваат независноста и суверенитетот на Република Македонија со доведување во состојба на подчиненост и зависност кон други држави, центри на моќ или недржавни актери. Не смее да се дозволи цела држава и народ да биде заложник на карактерите, егото и личната омраза на овие неодговорни политичари. За такви не треба да има место на политичката сцена. Ако во остварување на која било цел се водите од омразата и инструкцијата, тогаш неуспехот е загарантиран. За крај, на овие неодговорни политичари кои од мене барат одговорност, ќе им го порачам следното. Како председател имам одговорност кон граѓаните кои ме избрале и кои ми дале легитимитет. Имам одговорност кон вооружените сили чиј врховен командант сум. Имам одговорност кон државата на чие чело сум во овие тегобни и мачни времиња. И со таа одговорност, како и досега, така и во иднина, ќе постапувам единствено и исклучиво според Уставот и законите на Република Македонија, во заштита на државните интереси и националната безбедност. Ви благодарам. Тино, можевме да го слушнеме говорот на председателот Иванов, човекот кој инаку важи за политичар кој испраќа
секогаш благи и умерени пораки. Овој говор ќе го паметиме по силните политички пораки и острите критики упатени пред се до опозицијата, но и дури неколку дел од меѓународниот фактор, како и специјалното јавно обвинителство. Тино? Така, Александар, со мали технички проблеми, генерално го слушнавме одлично тоа што го порача председателот Иванов. Александар Спасовски во живо од Вила Водно од обраќањето на председателот до јавноста.